Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во речиси час и половина од новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве што ви одбравме со колешката Маја Перовска. Судот одобри притвор за поранешниот директор на Фудбалската федерација на Македонија. Самоволно уплатил аванс од 660.000 евра за изградба на трибини, иако изведувачот не го барал тоа. Уапсени 5 мина дерматолози од државните клиники и од приватна ординација. Набавувале фалсификувани филери и ботокс, вршеле нелегални третмани. Реконструкцијата на владата ќе биде во мај или во јуни. Арбен Фетај нема да биде министер за добро владење. За секој денар акциза од тутун државата плаќа скоро 4 денари за лекување. Македонија е меѓу земјите со највисока смртност од пушење во Европа. Зоран Ристовски е новиот прв човек на јавниот сервис. Советот на Македонската радиотелевизија очекува од новиот директор 3 приоритети во работата. Шамари, удари и крвави семејни караници, 3 пријави за насилство во едно деноноќие. Се бара нов модел за домување на жртвите на семејното насилство, ќе се менува Законот за домување. Лекар ќе може да евидентира ако пациентот е жртва на семејно насилство, а крие. По насоки на Светската здравствена организација ќе се третираат пациенти што претрпеле насилство. Ќе постапам како што одлучил инспекторатот. Министерката за образование Јанеска го очекува извештајот за скандалот на Филозофскиот факултет. Не периферен пазар, туку сигурен партнер на Европската Унија. Македонија се позиционира како регионален енергетски јазол. Грција да го паузира граничниот ЕС систем за македонските граѓани. Официјално барање од туристичката комора до Атина. А на самиот почеток да ја чуеме следната вест. Комесарот за човекови права на Советот на Европа Майкл О'Флаерти на прашање на пратеници од Македонија рече дека внимателно ќе го испита случајот на македонскиот адвокат Тони Менкиновски, кому му е забранет влез во Бугарија на 10 години, затоа што е застапник на македонските организации кои бараат регистрација во Бугарија, јави дописникот на Нова Македонија од Франција. Тој рече дека ќе ги прими на разговор двете македонски пратенички Бисера Костадиновска-Стојчевска од редовите на СДСМ и Ивана Василевска од ВМРО ДПМН за да разговара за овој случај. Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе изрази подготвеност институцијата внимателно и детално да се запознае со случајот со адвокатот Тони Менкиновски по поставеното прашање од пратеничката Ивана Василевска. Генералниот секретар на Советот на Европа најави дополнителни консултации и анализа во рамки на институционалните механизми. Ова е новиот хит на Томче Бојаджиевски, тетовчанец кој живее и работи во Канада. Овој пат е преработка на хитот на Ибуш Ибраимовски "Да те сретнам еднаш". Послушајте. Дали има љубов во тебе? Дали имаш душа? Ноќта тивко ми зборува, немаш љубов најмила. Да те сретнам еднаш, да ти раскажам, ќе го молам Бога да ме засади.
да не ме боли. Дали душо нежно милуваш? Дали нежно ти љубиш? Ноќва една звезда блеснува, љубов душо огреја. Да ме засакаш, ќе го молам душо, да ме љубиш ти, срце ќе ти дадам, да не ме боли. Ќе го молам Бога да ме засакаш, срце ќе ти дадам, да не ме боли. Основното јавно обвинителство Скопје отвори истражна постапка против поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Мухамед Мети Сејдини поради основано сомнение дека сторил кривично дело проневера во службата од член 354 став 3 од кривичниот законник, соопшти обвинителството. Осомничениот во периодот од ноември до декември 2024 година како службено лице, председател на ФФМ, прибавил противправна имотна корист од околу 660.000 евра за правно лице од Скопје, односно износ што надминува значителна имотна корист. Сомненијата кажуваат дека делото е извршено така што ФФМ како членка на УЕФА во текот на 2024 добила строго наменски парични средства за ревитализација на спортски терени и за инфраструктура. Со финансиската поддршка од УЕФА во рамките на програмата Хет-трик 6, осомничениот почнал постапка за изградба на трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид и дал предлог за почнување на постапка за избор на компанија за реализација на проектот. По одобрување од управниот одбор, осомничениот поднел барање до 3 фирми за понуди за изградба на трибината на стадионот. Била избрана најповолна понуда за изградба во вкупен износ од околу 3,3 милиони евра без ДДВ, соопшти јавното обвинителство. Иако изведувачот тоа не го побарал, се додава, ниту во барањата за доставување понуди било наведено како можност, осомничениот спротивно на одлуката на управниот одбор вметнал дополнителен услов во склучениот договор со избраната фирма, со кој предвидел авансна уплата во износ од 20% од вкупната вредност на договорот пред почнување на градежните работи и без какво било претходно постапување од изведувачот. При тоа не предвидел никакво правно обезбедување за уплатените средства на име на аванс. Кривичниот суд донесе решение со кое на Сејдини му е определена мерка притвор во траење од 30 дена.
Сите печалбари, еј, за пусти пари, никој не се вратил, не се ожени. Слушни ме, мајко стара, тој друга не ке вара, в туги на кога појде, рече скоро ке си дојде. Слушни ме, мајко стара, ветена не се дава, или на него жена, или сама до века. Рече скоро ке си дојде. Слушни ме, мајко стара, ветена не се дава, или на него жена, или сама до века. Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија го избра Зоран Ристоски Ѓуза за нов прв човек на јавниот сервис. За Ристоски гласале 12 од 13 членови на советот. Меѓу конкурентите на Ристоски кои се пријавиле на конкурсот биле Тони Гламчевски, Искра Ребац, Перо Попов, Зоран Богатинов, Сотир Сотировски и Игор Себишки. Програмскиот совет појаснува дека за раководната позиција биле разгледани вкупно 6 пристигнати кандидатури. Со цел да се обезбеди непристрасност, изборот се одвивал според специфичен принцип на анонимност. Сите програми за работа биле доставени под шифра, без членовите на советот да имаат увид во идентитетот на кандидатите. Откако било утврдена најдобро оценетата програма, бил отворен ковертот за да се открие името на кандидатот зад неа. По откривањето на идентитетот на Ристоски, извршена е проверка дали тој ги исполнува законските услови и дали има комплетна документација. Програмскиот совет упати јасни очекувања до новоизбраниот директор. Од него се бара функцијата да извршува одговорно и професионално со фокус на 3 клучни приоритети: зајакнување на улогата на МРТ како сервис од особен јавен интерес, суштинско унапредување на програмските содржини и подобрување на условите за работа на вработените во телевизијата. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните 2 локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
Маркетинг. 5 мина лекари се под сомнение дека нелегално увезувале и дистрибуирале фалсификувани производи за естетски третмани, како ботокси, филери и други препарати, и дека вршеле нелегални медицински третмани. 4 од лекарите, според неофицијални информации, се дерматолози од државното здравство, а еден е од приватна ординација. Акцијата, во која неофицијално се уапсени 10 лица, ја спроведе одделот за организиран криминал при БЈБ на МВР. Координираната акција, извршена на повеќе локации низ државата, во Скопје, Струмица и во Битола, извршени се претреси, меѓу другото и во домовите на лицата опфатени во предметот. При претресите се пронајдени одземени поголемо количество на лекови и медицински помагала, едно луксузно возило, парични средства, парфеми, телефонски апарати и друго. Сомневањата се дека групата била поврзана со нелегален увоз и дистрибуција на фалсификувани ботокси, филери и други медицински препарати, кои биле внесувани во Македонија преку нелегални канали од повеќе држави, меѓу кои Кина, Турција и Србија. Производите, според информациите, немале соодветна контрола, дозволи ниту регистрација, а потоа биле пласирани на пазарот. Овие препарати, кои често се користеле под превезот на естетски третмани, наместо подобрување на изгледот, можеле да предизвикаат сериозни здравствени последици, инфекции, деформитети, трајни оштетувања, па дури и ризик по животите на граѓаните.
Министерот за здравство Азир Алиу се обрати на состанокот на економско-социјалниот совет во владата, на кој ги презентираше новините во предлог законот за заштита од пушење. Постојниот закон е стар речиси 30 години и не одговара на денешната реалност, особено со појавата на нови производи, како што се електронските цигари и несогорливите тутунски производи, нејасните правила за угостителските објекти и слабата заштита на младите. Овој закон е дел и од нашите обврски кон Европската унија, но уште поважно, тој е одговор на реалните проблеми што директно ги чувствуваат работниците, компаниите и семејствата. Суштината е дека тутунот не е само здравствен предизвик, туку и економски товар за нашата држава. Тутунот е одговорен за над 3600 смртни случаи годишно, односно околу 13% од вкупниот број смртни случаи, со што Македонија е меѓу земјите со највисока смртност од пушење во Европа, со над 170 смртни случаи на 100.000 жители, наспроти европскиот просек од 95%, истакна министерот Алиу. Тој посочи дека освен здравствениот аспект, економскиот товар е речиси 4 пати повисок од вкупните приходи што државата ги собира од акцизите на тутунските производи. Односно, за секој денар што влегува во буџетот преку акцизи на тутун, економијата троши приближно 4 денари за справување со здравствените последици. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, турне раздени. Свири
Арбен Фетај повеќе нема да биде министер за добро владење, рече председателот на владата Христијан Мицкоски. Разговаравме јас и Фетај лично, и тој лично ми пренесе дека во иднина не се гледа повеќе во владата која што јас ја предводам. Тоа беше пред неколку недели. Тој рече дека ќе се врати во Брисел, имајќи го предвид неговото образование и искуство во рамките на институциите во Брисел. Јас мислам дека би била тоа добра можност тој да биде некаков специјален пратеник во рамките на Европскиот парламент, на бриселската администрација, рече Мицкоски во интервју на телевизија Сител. Додаде дека заедничкото мислење било и државата треба да ги искористи неговите контакти и знаења во Брисел. Во врска со реконструкцијата на владата, Мицкоски рече дека се уште е фокусиран на внатрешното организирање на ВМРО-ДПМН, а промените во владата би се случиле во втората половина на мај или почетокот на јуни. Најави можна промена на ресори и одредени имиња во идниот владин состав. Јас ги анализирам состојбите, но сега сум фокусиран на она што се вика внатрешно организирање во самата ВМРО-ДПМН. Она што го најавив на Конгресот дека во текот на месец април, најдоцна во првата половина на мај, мојата цел е да ја заокружам структурата во рамките на ВМРО-ДПМН. И од, да речеме, втората половина на мај или јуни, заедно со коалициските партнери, да направиме поместување, доколку видиме дека тоа е потребно, одредени ресори, одредени имиња да ги промениме, да ги ротираме. Тоа би требало да биде еден поголем холистички пристап. Но во овој момент на таа тема само анализирам, не би можел да кажам дека имам каков било заклучок, но дека ќе има промени, тоа е факт. Ќе има, рече Мицкоски.
kasna ga kršam jas I da kršam I da gledam fajde nema dušo moja šekerna, šekerna ti kaleša neverna šekerna, šekerna ti kaleša neverna Маркетинг Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг 3 случаи на семејно насилство биле пријавени во последните 24 часа, а во дел од нив веќе се извршени разговори со осомничените. Еден од случаите се случил во скопската населба Киселавода, каде што 38 годишна жена физички го нападнала својот поранешен сопруг со тврд предмет во нивниот дом. Инцидентот бил пријавен неколку дена подоцна, пошто полицијата презела мерки и разговарала со осомничената. Вториот случај бил пријавен во село Волково, каде што 51 годишен маж бил нападнат од неговиот брат. Според пријавата, нападот се случил во вечерните часови, а надлежните работат на расчистување на околностите. Семејно насилство е регистрирано и во Свети Николе, каде што 65 годишен татко физички го нападнал својот син во семејниот дом. По пријавата, со него бил извршен службен разговор, а се очекува и понатамошна постапка. Од институциите најавуваат дека по целосното документирање на сите случаи ќе се следуваат соодветни пријави. Царевото младо
трепери, љубов разбудена. Ој, мома убава, како вода жива, каде ке поминеш, песна се разлива. Чешмата месечина ја огрна, ој леле, тивко шепна желба, да ја чуе судбината, ој леле. Ој водостудена, тајна сокриена, срце ми трепери, љубов разбудена. Ој, мома убава, како вода жива, каде ке поминеш, песна се разлива. Представници на надлежни институции, граѓански организации и пратеници се вклучија во надзорната расправа посветена за спроведувањето на законите, политиките и институционалните мерки за превенција и заштита од семејно насилство, организирано од Собраниската комисија за еднакви можности на жените и мажите. Повеќе центри во кои жртвите на семејно насилство ќе бидат згрижени, овозможување услови за привремени живеалишта за овие жртви и услови тие да станат економски независни, за да не се враќаат повторно кај насилникот, се дел од укажувањата што беа изнесени на почетокот на надзорната расправа. Заменик министерот за социјална политика и млади Ѓоко Велковски, одговарајќи на прашања од пратенички, рече дека во завршна фаза е новиот закон за домување, во кој меѓу другото се предвидува и можност жртвите на семејно насилство да добијат дом додека економски не се стабилизираат. Според Велковски никогаш нема да биде доволен бројот на шелтер центри во земјата, но дека треба да се разгледа можноста за нов модел кој ќе им овозможи на жртвите од една страна да бидат заштитени, но од друга да може и слободно да се движат и да ги уживаат сите права како и другите граѓани, затоа што во шелтер центрите жртвите имаат 24 часовна заштита. За центрите за социјална заштита Велковски вели дека ефикасноста е на високо ниво, иако потребни се кадровски зајакнувања и дополнителни обуки за вработените. Во однос на медиумското известување, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Трајчевски информира дека интересот на новинарите за обуките што ги организира агенцијата е многу мал.
Mogilce, mogila je polna komiti, tamo je dimce mogilce. Naljutil se Selim Efendi, javna si konja Dorija, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Mogilce, izlezi bre kuće ka Ursko, žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturcam. Žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturcam. Selim Efendi, valio bre kuće Kasatsko, kosa take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam. Kosa take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam. Анализите покажуваат дека освен семејно насилство има и институционално насилство во системот, изјави министерот за здравство Азир Алиу на собраниска седница на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, на која се разговара за спроведување на законите, политиките и институционалните мерки за превенција и заштита од семејно насилство. Планираме со Комората на лекарите во текот на лиценцирањето на лекарите да има еден модул што ќе биде многу повеќе фокусиран на насилството во здравствените институции и навреме да ги откријат, информира министерот за здравство. Со Комората на лекарите било во план кога ќе се даде лиценцата, таа да ги содржи потребните обуки. Министерот се осврна и на плановите лекар да може да евидентира во систем доколку забележи дека некој пациент претрпел насилство, а не пријавил. Тој рече дека се координираат со Светската здравствена организација, која јасно ги дефинира насоките како ќе се третираат пациенти што претрпеле насилство. Алиу посочи дека се покажало и доколку еднаш има насилство, насилството се повторува. Беше кажано дека оваа надзорна расправа е посветена на едно од најсензитивните и најважни теми – превенцијата и заштитата од семејното насилство. Дека семејното насилство не е само социјален, туку и сериозен здравствен проблем.
ти носеја, друшките ти носеја, моме, ама не мириса. Друшките ти носеја, моме, ама не мириса. Стојам пред порти, моме, цел ден стојам пред порти. Цел ден стојам пред порти, моме, пушка држам во раце. Пушка држам во раце, моме, да убијам татко ти. Татко ти, моме, да убијам татко ти. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Министерката за образование и наука Весна Јаневска го очекува извештајот за нерегуларностите утврдени на Филозофскиот факултет на УКИМ, на кој на студенти со 3-годишни стручни студии во изминатите 7 години, спротивно на законот, им било овозможено да запишуваат магистерски и докторски студии. По извршениот вонреден надзор, инспекторите донеле решение по кое Филозофскиот факултет постапи да им се прекинат студиите, односно да им се поништи уписот на 7 запишани на втор циклус магистерски студии и на 4 на трет циклус докторски студии. Јаневска соопшти дека Филозофскиот факултет на УКИМ веќе постапува по заклучоците на инспекторатот и дека го чека извештајот пошто ќе донесе конечно решение во врска со случајот. Додаде дека за овие процеси е потребно време и дека за разлика од претходно, сега постојано се прават евалуации на високообразовните установи. Во изминатиот долгогодишен период, Агенцијата за квалитет во високото образование од нејзиното основање до доаѓањето на новата директорка немаше направено ни една евалуација. Во овој период агенцијата има направено огромен број евалуации, а ние во МОН ги добиваме извештаите. Така и ќе продолжиме, без разлика кои универзитети се, дали се државни или приватни, додаде Јаневска.
Туристичката комора при Сојузот на стопански комори на Македонија официјално упати барање до Министерството за туризам на Република Грција за привремено одложување на примената на новиот Entry-Exit систем на граничните премини за македонските државјани во периодот од 1 јуни до 1 септември 2026. Иницијативата доаѓа по реакциите и укажувањата од туристичкиот сектор во земјава, кој предупредува дека евентуалната примена на системот во шпицот на летната туристичка сезона може да предизвика значителни застои на граничните премини со чекање од повеќе часови. Ова, како што посочуваат туристичките работници, директно би влијаело врз квалитетот на туристичкото искуство, но и би можело да резултира со откажување на веќе резервирани аранжмани за летување во Грција. Нагласуваат дека иницијативата е во насока на зачувување на добрососедските односи и поддршка на економската соработка меѓу двете земји, особено во делот на туризмот, кој представува значаен сегмент за регионалната економија. Туристичката комора очекува позитивен одговор од грчките институции со цел обезбедување непречено движење на туристите и успешна реализација на престојната летна сезона. Соберат сите каури у црквата Свети Никола, у црквата Свети Никола. Наредба даде балисто джемо Тројцата млади, млади партизани, тројцата млади партизани.
Третиот беше сретен, горно малец. Третиот беше Андреј Аристовски. Третиот беше Андреј Аристовски. Земо ги праша тројцата млади, тројцата млади, млади партизани. Дали познавате овде некого? Дали познавате овде некого? Згрмеја пушки, пушки, патрони, ни ги застрелаја тројцата млади, тројцата млади, млади партизани. Тројцата млади, млади партизани. Ранет ми стана младен требош, па ми извика смрт на фашизмот. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска учествуваше на панелот Engineering the Infrastructure of Energy Security во рамки на Delphi Economic Forum, каде заедно со високи владини представници и лидери од енергетскиот сектор се дискутираше за иднината на енергетската безбедност во регионот. Во своето обраќање, министерката Божиновска нагласи дека земјата влегува во нова фаза на енергетско позиционирање. Денес ние свесно се позиционираме како регионален енергетски јазол, што ги поврзува пазарите, изворите и партнерите. Таа ја представи стратегијата базирана на 3 клучни столба: интерконекторот со Грција како директен пристап до алтернативни извори на газ и ЛНГ терминали, соработката со Србија која отвара Северен коридор и овозможува двонасочен проток, партнерството со САД преку ЛНГ иницијативата, со што се зајакнува енергетската независност. Божиновска вели дека енергетската политика без инфраструктура останува само декларација. Министерката потенцираше дека новата улога на земјата не е само транзитна, туку стабилизирачка за поширокиот регион. Со зајакнувањето на јужните и северните енергетски коридори, Македонија се позиционира како активен учесник во стабилизирањето на енергетските текови во регионот, рече Божиновска.
Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и нејзините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ќе ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кој може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполниш желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ајде да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна?
Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја. И бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека нејзината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под нејзините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, -100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме? Ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент, кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: Мама, 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 мама. Од првин Женја се израдувала.
но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала Женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча Женја по скалите, а по неа играчки. Се качила Женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напреј круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала Женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не е подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ќе посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павли. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, Женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па Женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја, ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И Женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла Женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот.
Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеб своето волшебно цвече. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.